Касата на Министерството за земјоделство е речиси празна, а програмата за финансиска поддршка на земјоделството е во минус од околу 4 милиарди денари. Поради тоа нема пари и се досни со исплаќање на субвенциите и обештетувањето од временски непогоди на земјоделците. Со овие обвинувања денеска во Прилеп излезе Цветан Трипуновски, заменик министер за земјоделство. Поради немањето на средства се скратила дури и програмата за зелена нафта. Долго најавуваната зелена нафта, каде што имаше предвидено 280 милиони денари, ја намали сумата на 180. Тие 100 милиони денари кои што ги повлече, ги стави во ставката неисплатени обврски од претходни години. Во ставката неисплатени обврски од претходни години, програмата за финансиска поддршка, минусот е околу 4 милиарди денари. Значи програмата 2020, сите пари се повлечени за исплата на претходни години. Значи ние две програми во Министерството за земјоделство имаме огромен длабок минус. Тука влегуваат неисплатени субвенции и на градинари, и на овоштари, и на сточарите, и на лозарите од Тиквешкиот регион. Според Трипуновски, неодговорната политика на СДСМ довела до тоа да со години немало пари за исплата на штети од временските непогоди. Минатата година во Ресенско исто така имаше големо невреме кое што направи штети за наредните 3 години. И тие овоштари од Ресен, исто како земјоделците од Прилепскиот регион, си ги чекаат обештетувањата. Исто така земјоделците од големото невреме што го зафати Скопскиот регион, поточно Газибаво и Арачиново, 3,5 години чекаат обештетување во тој дел. Според Трипуновски, во периодот кој што следува, владата предводена од ВМРО ДПМН ќе била таа која што подитно ќе ги исплатила овие заостанати обврски кон земјоделците.